έπεσε ο βαρύς κλήρος. Να δώσουμε τη μάχη για να θέσουμε τέλος σε μια ιστορία που 50 χρόνια ταλαιπωρεί τη χώρα μας. Δεν θα υποστείλουμε τη σημαία του αγώνα. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας. Во моментот кога стана известно дека крајот на Југославија се ближи, почна загриженоста кај нашите соседи, пред се во Грција. Некаде во август 1988 година, тогашниот грчки премиер Папандреу Постариот изврши административна поделба на земјата, во која за прв пат се појавува и се користи името Македонија. Прво, така наречените северни региони се прекрстени во Македонија и Тракија и паралелно се основани 3 дистрикти: Источна Македонија, Централна Македонија и Западна Македонија. Тајните служби тамо ставија на знаење дека е Југославија готова, дека тоа значи независна македонска држава, тоа значи дека македонците како народ, јазик и така натака ќе станат неспорен дел од меѓународната заедница, а тоа беше нешто неприфатливо за Атина. На грчката северна граница во 1991 година се појавила нова држава, со чие постоење грчката официјална политика тешко се помирувала. Да ви честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. Започнува процесот на признавање на новата држава, процес кој уште во самиот почеток ќе биде на удар од Грција. Република Грција се спротивставува на меѓународното признавање на Македонија под уставното име, како и користење на уставот и знамето на земјата. Οι πολιτικές ελίτ κατέφυγαν ένα σημαντικό τους τμήμα στο λαϊκισμό ή υπέκυψαν στο λαϊκισμό και άρα σε όλη αυτή τη ρητορική της ιστορίας του έθνους, η Μακεδονία είναι η ψυχή μας και άλλα τέτοια, μόνο και μόνο επειδή δεν είχαν πραγματικά καμία απάντηση να δώσουν στο πώς θα διαχειριστούμε αυτή τη νέα πραγματικότητα που είναι η δημιουργία ενός νέου κράτους που είχε το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας και που θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, με όρους διαπραγμάτευσης, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει πολύ πιο ψύχρεμους, να το πω έτσι, όρους από την πλευρά της ελληνικής πολιτικής να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Сето тоа ќе кулминира со големите митинзи, милионските митинзи во Солун и во Атина, контра признавањето на новата држава, односно контра признавањето на новата реалност. Ζήσαμε μια κατάσταση τρέλας στη δεκαετία του 90 όσον αφορά το μακεδονικό. Και η τρέλα αυτή, μιλάω για την ελληνική τρέλα, έχει υπευθύνους. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες είναι υπεύθυνες για αυτή την τρέλα. Тоа беше еден многу тензичен период, кај што и во политиката се замеша запалени глави, грчката политика. Сосема за мене неразбирливо едно жестоко поведение на некој кој е образован на Запад, како што во тоа време младиот министер за надворешни работи Андонис Самарас, кој што предизвикуваше кризи на влада, можност од пад на владата. Тогаш премиерот Мицотакис испраќаше пораки дека неговото мнозинство е само од неколку пратеници, дека владата ќе му ја сруши овој со своето поведение, дека он не може да превземе некои по радикални чекори на доближување, мораат да тактизираат. Το έζησα, είμαι μάρτυρας αυτής της τρέλας, έβλεπα
τους συμπατριώτες μου σε αυτή την πόλη, να βρίσκονται σε μια τρέλα κανονική. Σήμερα πια οι ίδιοι άνθρωποι. Грчкиот национализам беше моќен, го диктираше јавното мнение. Министерот за надворешни работи беше националист, иако образован на Запад, во Америка. Министерот Самарас, Андонис Самарас, кога имав можност да го сретнам еднаш во Луксембург на една средба на министри, министерот на Луксембург вели па дојдите да се запознаете со Самарас. И тој доаѓа во гужвата тука на коктелот, нели, се поздравуваме и разговараме двајцата на англиски, двајцата приближно на иста возраст, сосема пријателски, објаснуваме што се случувало вамо и тамо, и одеднаш тој се закочува и вели, вие од каде сте? И кога кажав од каде сум, како 5000 години историја да се сруши врз неговата глава, па како, па вие, ова, она, и погледна на часовникот, отиде и се тргна и не се појави повеќе на фотосеансата и така натаму. A group of student protesters, members of the movement anti-war and anti-chauvinism, have been given jail sentences for criticizing the government line. Ήμασταν στην πλατεία της Ομόνοιας, στο κεντρικό σημείο, στο κεντρικότερο σημείο της Αθήνας, που περνάει πάρα πολλοί κόσμος και μοιράζαμε αυτή την προκήρυξη της αντιπολεμικής αντιεθνικιστικής εισπύρωσης με τίτλο «Οι γειτονικοί λαοί δεν είναι εχθροί μας, όχι στον εθνικισμό και στον πόλεμο». Και βασικά πολιτική μας, για να το μαζεύω όλο αυτό το πράγμα, η ουσία βρίσκεται ότι εμείς υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του μακεδονικού κρατηδίου να ονομάζεται όπως αυτό νομίζει, όπως έχουν μέσα στους αιώνες ονομάζουν σε αυτούς τους, έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και άρα έχουν το δικαίωμα να ονομάζουν σε αυτούς όπως αυτοί νομίζουν. Кога во 1991 Министерството за надворешни работи на САД излегло со соопштение за дискриминација на малцинствата, споменувајќи го при тоа и населението кое говори словенски во Грција, се дал повод за жестоки реагирања од страна на официјална Атина. Κάτω από την αιμονή να ονομαστούν Δημοκρατία της Μακεδονίας υποκρύπτονται οι δυο άλλες βασικές και κύριες βλέψεις των, δηλαδή οι βλέψεις εδαφικών διεκδικήσεων και δεύτερον η απόδειξη δια της συνεχούς και κακόπιστης προπαγάνδας ότι υπάρχει μακεδονική εθνότης. Никој од порешните југословенски републики немаше проблем да биде признаен. Македонија да. Иако Бадентеровата комисија, која при крајот на 1991 година беше формирана од страна на тогашната Европска заедница, со единствена цел да утврди кој од 6 до тогашни југословенски републики заслужува признание, заклучи дека тоа може да го добијат само Македонија и само Словенија. Арбитражната комисија на Конференцијата за Југославија, на чие чело беше правникот, францускиот правник Бадантер, донесе на 1. јануари 1992 година ваков заклучок. Рече, Македонија и Словенија, или попрецизно Словенија и Македонија, се двете републики кои што на нашиот прашалник доставија одговори кои што заслужуваат да бидат прифатени и предлагаме до Европската заедница да ги признае како самостојни и суверени држави. Лорд Карингтон дојде во Македонија и во еден разговор со председателот Глигоров, на кој јас присуствував, тој го почна следниот разговор. Ги консултирав правниците, тие за името нема да прават проблем, сметаат дека името не е претензии кон друга земја, но имате одредби во вашиот устав кои што може да предизвикаат некои да се воздржат во гласањето и вие да не ја добиете таа поддршка на Бадентеровата комисија. Со цел да и се удоволи на Грција, но и да се отфрлат сите сомнежи дека Република Македонија има територијални претензии кон Грција, Собранието на Република Македонија на 6 јануари 1992 година
додава амандмани на уставот на државата во кои се декларира дека Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави и дека државата нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Прво беше отстапката со измена на уставот за немање територијални претензии, што и од денешен аспект, ако се гледа, нема никаква ниту правна, ниту политичка, ниту логична смисла, затоа што доколку пак вие сте способни тие територијални претензии да ги остварите, никаков устав во тоа нема да ве спречи. Но и покрај ваквите измени на уставот, Грција продолжува да го обструира меѓународното признавање на Македонија и да прави блокади на земјата на голем број полиња. На овој пример и Европската заедница и Грција како наш прв сосед, по моје длабоко мислење, полагаат испит дали го почитуваат правото на еден мал народ да биде самостоен, да има сопствена држава и да живее во мир со сите соседи. Грците бегаа од нас. Буквално бегаа. Ако негде ги начекавме како делегација во некој хол, ќе грабнеа тоа што има и низ другата врата. Јас сеќавам на конференцијата во Лондон што се одржа, кога Папа Константину, министерот за надворешни работи на Грција, новиот, кој дојде после Самарас, да ги ублажи тие острици на грчката надворешна политика, му реков на председателот да застанеме на врата тука и да го чекаме да дојде. И го начекавме, да го фатиме за рака и да му речеме зошто го правите ова, може ли да разговараме? И тој се вознемири, па вика, добро, ама на пониско ниво, немојте сега, на прво на пониско, потоа на повисоко. И ние успеавме уште неколку реченици да уфрлиме тука, но луѓето бегаа, се тргаа од нас. Република Македонија под своето уставно име аплицира за членство во Обединетите нации на 30 јули 1992 година. Кога Грција виде дека ние тргаме кон Обединетите нации, го префрли своето влијание тамо. Ние организираме разговори во Обединети нации со представниците и грците организираат и бараат, повикувајќи се на пријателствата и така натаму со тие земји, нели, да не се прифати нашето барање. Во Обединетите нации постои повелба, тоа е уставот на Обединетите нации, кој вели секоја земја кој ќе ги исполни 4 услови кои се тамо наведени, може и треба да влезе во светската организација. Сите беа едногласни дека Македонија ги исполнува тие услови, меѓутоа кога дојде расправата за прием на Македонија и беше отворено јасно ставено до знаење на земјата дека земјата не може да влезе во светската организација доколку инсистира да биде Република Македонија. Грците на меѓународната сцена има една задача. Велат, what they do, you undo. Она што македонскиот министер, председател, ќе го направат на меѓународната сцена, вие гледате да го расипете. Конечно, по разни притисоци на македонска страна, на 7 април 1993 година, Советот за безбедност го одобри влезот на Македонија во Обединетите нации, но под привремена референца, поранешна Југословенска република Македонија, се додека спорот со името не се реши. Големите сили имаа интерес да ја наградат Македонија за своето поведение, пред се Соединените Американски држави и Велика Британија, но исто така не можеа да си ги растурат односите со сојузникот. И тие веќе претходните месеци, ако не и година и повеќе, почнаа да оперираат со една формула поранешна Југословенска република Македонија. Како некоја итрина, така да кажам, која што ќе ни овозможи статус, оти ние бевме територија, непризнаена територија, отворена за земање. Значи, ќе ни даде статус на меѓународно призната држава, ќе ни го отвори патот кон влез во сите оние организации под капата на Обединетите нации, ќе не направи полноправна членка на Обединетите нации и едновремено ќе го остави процесот отворен за преговори со Грција.
Ваквото решение најде на големи реакции како во Македонија, така и во Грција. Влезот на државата во Обединетите нации со привремената референца во Македонското собрание беше изгласана со само 30 гласа за, 28 против и 13 воздржани. Опозицијата повика на предвремени избори и го напушти парламентот. Во Грција пак се случија големи антизападни и антиамерикански демонстрации. Министерот за надворешни работи Антони Самарас ја напушти владеачката коалиција, што доведе до пад на владата во Грција. Влезот во Обединети нации беше многу проблематичен. Јас одев напред-назад, Њујорк, Скопје, одев на разговори тамо. Во меѓувреме се отвори една внатрешна дебата тука. Опозицијата сакаше да искористи неуспехот, наместо да го прославиме големиот успех, неуспехот. И сето тоа стана една страшна ситуација, такво врескање, такво викање, ликувања дека ете, аха, вие не успеавте, политички поени се собира од сите страни. Таквата лоша атмосфера дома ги плаши политичари. Тие не сакаат да бидат наречени предавници. Не сакаат да носат историска некоја дамка врз себе. Во крајна линија, во тие жестоки дебати, мислам дека од тие зборови можеше да се родат и убиства дури. Толку беа жестоки зборовите кои се упатуваа. Тоа не беше нормална ситуација. Македонија таа референца никогаш не ја прифати официјално. Македонија своето членство во Светската организација го бараше под своето уставно име, инсистираше на тоа, меѓутоа кога и беше ставено на знаење од сите главни мигрантни фактори, ја веќе ги спомнавме нив, дека не може да помине како Република Македонија, земјата беше принудена, присилена да ја проголта таа референца и да премине преку неа, бидејќи земјата поинаку не можеше да обстои. Ние не се согласуваме со референцата. Имаше и писма од нашите раководство, премиер, председател, во кое што се тврди дека ние не се согласуваме со ова име. Но истите тие седнаа позади тоа. Сите седнавме позади таа табла. На македонските граѓани им беше представено дека ова е привремено решение, што се покажа како крајно неточно, затоа што и после многу години привремената и нетипична референца е се уште додаток на името на земјата. Паралелно со сите овие процеси, во 1994 година во Грција се формираше и регистрираше политичката партија Виножито, раководена од Централен совет и политички секретаријат. Цели на партијата се зачувување на македонската култура во Грција, слободно изучување на македонската историја и јазик, враќање на македонските бегалци од Егејска Македонија во нивните огништа и признавање на македонското малцинство во Грција. Заради спречување на можноста грчката држава да врши притисок врз еден член на организацијата, партијата има колективно председателство. И покрај силниот притисок на државата, неверојатните провокации и јавните малтретирања, како и честите забрани за политичко дејствување од страна на Врховниот суд на Грција, Виножито учествуваше на изборите за Европскиот парламент во 1994 година и освои 7236 гласа. Прво Унијата во декември 1990 година ја призна Република Македонија од страна на 6 членки на Европската заедница. Тоа беа водечната на тој проект беше Велика Британија, Лондон беше носител на тој проект, а беше следен од Франција, беше следен од Германија, Италија, Холандија и Данска. Значи, тие 6 земји ја признаа Македонија. Следеа Соединените американски држави, признавајќи Македонија како независна држава во февруари 1994 година. Во февруари 1994 година, Грција како средство на дополнителен притисок воведе и трговско ембарго кон Македонија. Мицотакис ги загуби изборите,
меѓу другото благодарејќи на политиката на Самарас, и кога дојде Папандреу, постариот, за премиер, и ја вжешти политиката кон Македонија. И тогаш, како одговор на не знам што, на нашето постоење, веројатно, тој прокламира целосно ембарго на територијата на Македонија. Значи имаме ситуација која јужната граница е блокирана нелегално од страна на Грција, а истовремено имаме блокада и на северната граница поради санкциите кои Советот за безбедност на Обединетите нации ги постави врз Србија, заради војните во Босна и во Хрватска, така да комуникациите на Македонија бија целосно прекинати. Македонија трпеше огромни штети секојдневно, беше во прашање едно еклатантно кршење на мировното право, сите молча. Од Вашингтон до Брисел, до Париз, Лондон, Берлин и така натака, и во тоа време Бон. Тогаш американците решија да интервенираат. Тоа го направи Ричард Холбрук, кој што го заработи името булдожер, нели, дипломат, со оглед на својот ангажман во Босна и комуникациите со Милошевиќ што ги имаше, така што тој доаѓа во Скопје и издействува подпишување на времената спогодба од Глигоров. Се јавуваат по телефон во Атина, зборуваат со Папандреу и бараат од него збор дека го укинува ембаргото и дека ќе се потпише времената спогодба. Грција и Македонија конечно ги формализираа билатералните односи со привремената спогодба, потпишана во Њујорк на 13 септември 1995 година. Со овој договор, од притисок, Македонија се согласи да го смени своето знаме и да го дополни уставот во делот на преамбулата, каде што се вели дека нема никакви територијални претензии кон ниту еден од нејзините соседи. Од друга страна, Грција не направи никаква отстапка, освен што беше принудена да престане со трговска блокада на Македонија и воедно се обврза да не го попречува патот на Македонија кон зачленување во институциите како што се меѓународните монетарни институции, НАТО, ОПСЕ, Европската унија и слично. Никогаш во историјата една држава не си дозволува да го промени символот кој што е израз на нејзиниот суверенитет, израз на нејзината државност под притисок на друга држава или на друга група на држави. Македонија има две основни добивки. Првата е што Грција прифати дека Македонија постои како независна држава, оспорувајќи го нашето име и понатака, и што прифати дека нема да ја попречува земјата во нејзиното меѓународно интегрирање, односно членување во меѓународните организации. Второто, Грција за жал не го испочитува до крај. Сушност од сите членови само еден е некаква наша полза, сите други се во полза на Република Грција, вклучувајќи и откажувањето од грижа за националното малцинство таму. Грчкиот автор Јоргос Калпадаки во својата книга Македонското прашање 1962-1995 го пренесува ставот на Антони Самарас, кој во грчкиот парламент во 1995 година, по повод потпишувањето на привремената спогодба, со голема јаснотија ќе го искаже својот поглед за политичкото распаѓање на соседната земја, предлагајќи две алтернативни решенија: нејзино сегментирање на албански, бугарски, српски и скопски кантон или нејзино интегрирање во нова Југославија на Милошевиќ. После 1995 година, под покровителство на Обединетите нации, постојано се водат преговори за надминување на проблемот со името. Нашата политика, која следеше после она, која јас учествував, сметаше дека ако одиме на меѓународно признавање под уставното име, на што е можно повеќе држави, дека така ќе зајакнеме нашата позиција. Земјата почна да напредува, почна да гради своја меѓународна позиција и во тој период беше призната под нејзиното уставно име од преку 100 земји.
На 6 септември 1995 пред седиштето во Лерин во Грција, членовите на Виножито поставија табла на која што беше запишано името на организацијата на македонски и на грчки јазик. Во организацијата Виножито постојано се одржуваат манифестации на кои се пеат македонски песни и се негува македонската традиција. Во духот на соработката со европските малцински партии, на 8 и 9 април 1999 година, Виножито беше примено во Демократска партија на европските народи Слободна алијанса. По тој чекор, во 2000 година, партијата доби ново име – Европска слободна алијанса Виножито. Во 2004 година, Европска слободна алијанса Виножито стана еден од основачите на Европската партија Европска слободна алијанса. Партијата активно учествува на изборите за Европски парламент. Во 1999 година освојува 4951 глас, а во 2014 освојува 5680 гласови. Во исто време, државата континуирано напредуваше и исполнуваше се поголем дел од условите поставени за стекнување на полноправно членство во Европската Унија и НАТО. Многу експерти и официјални представници на НАТО алијансата информираа дека на предстојниот самит на НАТО во Букурешт ќе биде испратена покана за членство на Македонија во воениот сојуз. Ваквите најави беа дочекани со општо задоволство во Република Македонија, затоа што тоа представува јасна цел и стратешки интерес на државата. Ние имаме поддршка од американски председател, дека имаме 120 и кусур меѓународни признавања под уставното име и дека во крајна линија ќе влеземе под референцата поранешна Југословенска република Македонија во НАТО. Како се приближуваше НАТО самитот, така се зголемуваа реакциите од Грција дека нема да дозволат прием на државата во НАТО под уставното име на земјата. Едно интервју на тогашниот председател на државата Бранко Црвенковски за грчкиот весник Катимерини уште повеќе ја изоштри реториката и заканите од Грција. Имено Црвенковски најави дека, ако нема решение за спорот до моментот на прием во НАТО, Македонија е подготвена да влезе во НАТО и под привремената референца која се користи во Обединетите нации. Ваквиот став ја мобилизира грчката држава која покрена голема офанзива со цел да го оневозможи за членувањето на Македонија во организацијата, по секоја цена и без да се бираат средства. Тие, од кога го погледнале целиот овој изминат пат од подпишувањето на времената спогодба до моментот на самитот на НАТО, заклучуваат дека многу држави ја признале Македонија под уставното име, дека во разговорите до никаде не е стасано, иако и тие имаат сериозна вина за тоа, и дека тие имаат само уште два адути во своите раце. Едниот адут е НАТО, ветото во НАТО, другиот е во Европската Унија. И знаат дека ако не ги искористат тие две карти, и ние влеземе под референцата тамо, дека потоа проблемот со името веќе тешко ќе може да го решиме на начин на кој што тие посакуваат. Заканите на Грција резултираа со вето и блокада за Македонија на самитот на НАТО во Букурешт во 2008-та. И доживеавме еден страшен пресвод по политиката на НАТО во Букурешт и место таму Македонија да биде примена за редовна членка, бидејќи ги исполнуваше сите критериуми. Непоследно пред самитот во Букурешт и Атина изјави дека Македонија ги исполнува критериумите за членство. Како последица на грчката политика, Република Македонија остана надвор од Северноатланската алијанса и покрај целосното исполнување на условите, покрај огромната поддршка од Соединетите Американски држави и сите други членки на НАТО и активното учество во мисиите во Авганистан, Ирак, Либан, Босна и Херцеговина. Земјата беше блокирана, уценета и под ултиматум. Прво името, потоа членство. Тешко ми е да зборам неправилно и са тешко ми е. Баш ми е жал, можда и премногу се надевавме, али тоа е тоа. Грците од секојаш биле против нас. Општа фарса, кај што има сила, нема правда.
тоа е тоа. Не е фер сепак од имнество. Неправдата голема. Ќе се исправи, сигурно. Тоа чувство на разочараност и тоа чувство за неправичност не сме да не измести од основниот курс и од остварувањето на нашите стратешки определби и не сме да не парализира. Никогаш досега во историјата на Република Македонија немало толку многу поддржувачи на нејзина страна, но и една држава која што е толку многу против земјата да стане членка на НАТО. Денеска членките на НАТО, речиси без исклучок, кажа, препозна дека Република Македонија ги достигна стандардите да биде членка на НАТО. Ги направи сите потребни реформи, сите потребни нешта што се бара од Република Македонија да биде на исти степен, на исто ниво со земјите членки на НАТО. Сме поминали низ многу потешки ситуации од ова, низ многу потешки моменти и потешки години. Ќе поминеме низ ова. Реакциите од ваквиот епилог на настаните во Букурешт одекнаа во светските медиуми. Овој преседан не остана незабележан и покрена низа на дебати и дискусии околу иднината на Алијансата. Македонија одново доби голема поддршка од своите сојузници, кои изразија разочарување од неуспехот на самитот, но истовремено потенцираат дека вратите на НАТО остануваат отворени и дека штом билатералниот спор ќе биде решен, државата може да смета неекспресно за членување. И сега се најдовме во ситуација да сме вон од безбедносната структура на НАТО, а учесник во неизините мировни мисии и да се најдеме во ситуација да бидеме земја на Балканот со најдолг кандидатски стаж, која не може да почне со преговорите. Тоа што е од животно значење за Македонија, а тоа е да биде членка на овие два сојузи, ни е ускратена со таа грчка блокада. Како резултат на огромното разочарување во Македонија поради непринципиелната блокада на НАТО самитот, на 17 ноември 2008 година Македонија покрена тужба против Грција пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг, во која јасно се истакна дека со попречувањето на приемот во НАТО, Грција директно го прекршила членот 11 од времената спогодба, кој предвидува дека Грција нема да го попречува членството на Македонија во меѓународни организации. Спорот помеѓу двете земји заврши кон крајот на 2011 година, кога Меѓународниот суд на правдата, со јасна и недвосмислена одлука, потврди дека Република Грција, со противењето на приемот на поранешната Југословенска република Македонија во НАТО, ја прекршила незината обврска од членот 11 став 1 од времената спогодба од 13 септември 1995 година. Правдата и меѓународното право победија, но Република Македонија, освен констатацијата дека е неправедно блокирана, не доби ништо друго. Земјата и понатаму е заложник на една непринципиелна блокада, како за НАТО алијансата, така и за напредокот за членство во Европската Унија. Отворањето на проблемот за името нема цел да се прекрсти државата, туку затоа се крие намерата да се прекрсти и да се разнебите македонскиот народ, неговиот јазик, историја, култура. Процесот на преговори за надминување на спорот за името и понатаму течат. Своевидна иницијатива за интензивирање на преговорите и форматот на истите стигна преку писмото на премиерот Груевски до неговиот грчки колега Самарас, во кое меѓу другото се истакнува: нашите две земји имаат одлични економски, практични и меѓучовечки односи. Ние сме одлучни да ги негуваме и унапредуваме. Отворен диалог и градење доверба се неопходни. Со таква цел и сакаме да оствариме повеќе заеднички проекти. Во истиот дух сакаме да ги надминеме и сите наши разлики. Во реалноста не сме успеале да ја придобиеме вашата поддршка за остварување на нашиот најважен надворешно-политички приоритет – членство во Европската Унија. Пречката која се наведува е спорот кој цените дека треба да постои, а е под медијаторство на Обединетите нации. Реално се надевам дека ќе се согласите дека разговорите не напредуваат со посакуваната динамика.
Сакам да истакнам дека сме целосно посветени на процесот на преговорите за надминување на единствениот спор меѓу нас. Тоа е наш приоритет. Искрено сакаме да излеземе од лавиринтот на препреки и одбегнување на предизвиците. Во таа насока ви предлагам именување од двете страни на тимови со политички мандат, кои ќе се посветат неодложно и целосно во рамки на мандатот на амбасадорот Нимиц на изнаоѓање на решение. Ја изразувам подготвеноста, уште оваа седмица, средби на политички ниво да се остварат помеѓу нас, на место и време кое вие ќе го определите. Воедно да се заложиме од двете страни за фокусирање на сите напори кон конечно надминување на единствената разлика меѓу нас. Следствено, би сакал да ја побарам вашата поддршка за почеток на пристапни преговори со Европската Унија. Тоа не само што ќе придонесе за посветла иднина за нашата и вашата земја, но и за регионот, туку и ќе ја подобри климата за успешно затворање на проблемот околу името. Во одговорот на овој предлог, Самарас ладно ќе истакне: искрено не гледам посебна вредност во воспоставувањето на дополнителен инструмент покрај досегашниот тим на преговарачи кои веќе имаат политички мандат. Ако двете страни досега покажаа еднакво ниво на политичка волја, храброст и желба за решение, прашањето на името ќе беше решено многу одамна. Било кој состанок на политичко ниво помеѓу нас, освен ако истиот не е придружен со материјални докази на политичка волја и заложба, ќе креира лажна слика и најверојатно ќе заврши само како добра можност за фотографирање. Ваквиот ладен одговор не е за изненадување со оглед на тоа што Самарас беше на неколку пати министер во грчките влади и е познат по своите радикални ставови поврзани со Македонија. Тој во една прилика во 2008, во време кога беше министер за култура, за грчката национална телевизија ќе истакне дека нема причина за загриженост, затоа што Македонија наскоро ќе се распадне. Αλλά είναι σίγουρο ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει ως ενιαία οντότητα τα Σκόπια. Δηλαδή ο χρόνος είναι με το μέρος μας, πρακτικά το λέω, είναι με το μέρος μας, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτοί θα αντέξουν να κρατήσουν αυτή την αραγή ενότητα που δεν είναι πλέον καθόλου αραγής. Ваквите ставови од грчка страна силно се рефлектираат и во грчкото општество. Во 2010 година, на официјална државна парада, грчките војници извикуваа разни фашистички пароли, меѓу кои и такви во кои се најавуваше дека од кожата на скопјаните и албанците ќе си правеле облека. Слични вакви испади се случија во 2014 година, кога излезе видео во кое грчки војници скандираа дека ќе им ја пијат крвта на скопјаните, турците и албанците. Во меѓувреме, Република Македонија се уште е под непринципиелна блокада од Грција за влезот во НАТО, како и за почеток на преговори за влез во Европската Унија. Покрај блокадата, грчките представници со огромна леснотија го спорат не само името на државата, туку и идентитетските обележја на македонскиот народ. Па така грчкиот премиер Самарас во јули 2014 година, директно од Европскиот парламент, при одговор на прашање на македонски новинар, го оспори постоењето на македонскиот јазик. I did not know first of all that a Macedonian language existed. Κάθε φορά που το ελληνικό κράτος, οι ελληνικές ελίτ ακούν τη λέξη Μακεδονία, μακεδονικό έθνος, μακεδονικό κράτος κτλ, πετάγονται, ας το πούμε έτσι, είναι ένα reflex, ένα αντανακλαστικό από ένα φόβο. Ποιος είναι ο φόβος? Ότι θα αμφισβητηθούν τα εδάφια αυτά. Η απειλή για την Ελλάδα δεν είναι το εδαφικές διεκδικήσεις, το territorial claims. Κανένας δεν το πιστεύει αυτό. Αυτό υπήρχε παλαιότερα, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον εμφύλιο, τότε μιλάμε ξεκάθαρα ότι υπήρχαν βλέψεις και στην
Πυρίντσικα Μακεδόνια και εδώ ξεκάθαρα. Είναι η μεγάλη ιδέα που βιώνεται τότε όταν δημιουργείται κράτος. Σήμερα, αν πει κανείς, δεν καταλαβαίνει ένας Ευρωπαίος πώς η Ελλάδα απειλείται από ένα μικρό κράτος. Το πρόβλημα βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Οι δύο χώρες έχουν διατυπώσει τις θέσεις τους και το αδιέξοδο προκύπτει από το γεγονός ότι πιστεύω ότι και οι δυο είναι ανελαστικές στις θέσεις που έχουν διατυπώσει. Εγώ από την οπτική γωνία τη δική μου, όπως το βλέπω, νομίζω ότι η κυβέρνηση της γειτονικής μας χώρας έχει τα περιθώρια να αποδεχτεί μια σύνθετη ονομασία. Η σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις, αυτό που λένε erga omnes, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ελληνική περίπτωση που την ξέρω καλά, επικράτησε ο λαϊκισμός, επικράτησε ουσιαστικά η πλήρης παραφροσύνη. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να σας αποκαλέσουμε. Εσείς του λέτε Μακεδόνες, Σλάβο-Μακεδόνες, ότι δεν είστε Βούλγαροι. Нема композитни имиња во ниеден јазик. Никој не вели арабо-египјани, франко-гали, трако-бугари и така натака. Според тоа, не може да има ни славо-македонци како име за нашиот народ. Το θέμα είναι ότι δημιουργείται ένα ιδεολόγημα και ένα μύθευμα πίσω από όλο αυτό, που ό,τι αναφέρεται στον όρο Μακεδονία και Μακεδόνες, μονοπολείται και ταυτίζεται μόνο με το Δήμεσάς. Македонскиот народ и македонските политичари никогаш не барале ексклузивитет на името Македонија. Напротив, се залагале за негова употреба во деловите на Македонија кои денес ни припаѓаат на другите држави. Во овој случај станува збор всушност за име на држава. И во било какви меѓународно правни, меѓународно економски и во какви сакате односи, една држава и името на една територија, каква што е во Грција, не може да дојдат во судир. Треба јасно да се подсети дека до вчера во Република Грција за македонскиот дел се користеше терминот Ворија Елада, што значи Северна Грција, и дека беше вратен непосредно пред распаѓањето на Југославија со цел да се има право на тоа име. Η ταυτότητα και η γλώσσα μετά προκύπτουν από το όνομα του κράτους. Με ένα κράτος που λέγεται Ελλάδα, ο πολίτης λέγεται Έλληνας, η ηθαγένεια είναι ελληνική, ένα κράτος που λέγεται Αμερική αντίστοιχα, Γερμανία αντίστοιχα. Τώρα, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία που υπάρχει. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει δημιουργηθεί μια συνείδηση εδώ και πολλά χρόνια στην γειτονική χώρα και πολλοί άνθρωποι, καθημερινοί άνθρωποι, είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουν ότι κάποια στιγμή κάποιος θα τους πει ότι δεν είστε αυτό που τόσα χρόνια σας λέγαμε. Για σας είναι ζήτημα ταυτότητας, το καταλαβαίνω. Η απειλή είναι κυρίως πολιτιστική, καταλαβαίνετε. Δηλαδή σήμερα ένα παιδί στα Σκόπια τι μαθαίνει? Ότι προέρχεται από τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο όρος Μακεδόν δίνει μία έγκλη. Ταυτίζεται με τον αρχαίο πολιτισμό, με τον αρχαίο κόσμο. Μαθαίνει αυτήν την εικόνα, μαθαίνει μετά ότι Έλληνες, Σέρβοι και Βούλγαροι πήραν τα εδάφη μας κατέκτησαν κτλ. Και εν πάση περιπτώσει σήμερα ζουν τα λύτρωτα αδέρφια μας σε Ελλάδα, σε Βουλγαρία κτλ. Αυτό δημιουργεί μέσα στη νέα γενιά ένα μίσος, όπως να το πούμε, όταν μαθαίνει αυτά τα πράγματα και δυσκολεύει κατά κάποιο τρόπο την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Ние никому не велиме дека не смее да изгради споменик на било кого на своја територија. Нека прави што сака. Никому не велиме дека во неговите учебници мора да стои дека, не знам, Александар Македонски е македонец, а не е грк. Значи, они нека пишуваат во нивните што сака. Значи, ние оставаме простор, они самите, да го креираат својот систем така како што сакаат. Проблемот е што они не оставаат простор, ние нашиот систем да го креираме така како што ние мислиме дека е најисправно. Потребно е да имаме визија. Визија на обединет Балкан во обединета Европа. Νομίζω θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ καλή και αρμονική ζωή εδώ στην περιοχή. Υπάρχει δηλαδή μια όσμωση μεταξύ των δύο λαών και πρέπει να την κρατήσουμε. Για μας είναι πολύ σημαντικό να ερχόμαστε στη χώρα σας και νομίζω και για εσάς και νομίζω και ακόμη και το χειμώνα βλέπω πολίτες από τη χώρα σας που έρχονται στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω και να θελήσουν οι πολιτικοί να το αποτρέψουν δεν θα τα καταφέρουν. Το ζήτημα είναι μπορεί να βρεθεί μια πολιτική λύση στα ζητήματα που μας διαχωρίζουν. Προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί.